Следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е првиот човек на алтернатива и пратеник во собранието, Африм Гаши. Господине Гаши, бројките на заболени со коронавирус секојдневно растат во Европа и во регионот. Таква е ситуацијата и во Македонија. Каде ја гледате вината на здравствените власти тука? Точно е вашата констатација дека секаде во Европа се зголемуваат бројките, но јас би ја споредил нашата држава со државите од регионот. А ако ги споредиме овие држави во регионот, испаѓа дека нашата држава најслабо и најлошо се справува со овие мерки. Бројот на заболени е секој ден 2 пати поголем од тие на државите во регионот, така да мислам дека навистина можеме да констатираме дека има големи грешки. Тоа што според мене е најголема грешка на здравствените авторитети во државата, особено на владата како политика, е тоа што од почетокот наметна една ексклузивност во однос на справувањето со COVID-19. Сака самите и комисијата и како влада ја гледа како една политичка тема во однос на позиција, опозиција, без да размислуваат или да ја прифатат оваа појава како борба на сите нас против вирусот. И мислам дека овој ексклузивитет ја направи државата да лошо се справува, се гледа низ политичка или партиска призма и денеска сме ден тука. Гледате и владата и комисијата ниту прифаќа сугестии од другите партии, други експерти, и експертите ги гледаат дали е од некоја политичка друга провиненција, и таквиот пристап мислам дека е многу погрешен и доведе до ваквите ситуации. Се приклучивте кон барањето на ВМРО-ДПМН за нова комисија за здравство. Мислите дека во комисијата е проблемот? Мојата констатација дека е севкупно пристапот е погрешен, вклучително и во однос на комисијата. Која мерка што не ја препорача комисијата би ја препорачале ве конкретно вие? Што мислите дека можеше да преземе? Па цело време сме дали сугестии од време на време како се движело овој процес. Од тестирање на повеќе луѓе од еднашка, разни други мерки кои сме ги предлагале, воопшто ниту било одговорено. Значи, пристапот е целосна игнорантски, не сакат ни да слушнат за нас. Мислам дека овој пристап е лош не само заради справувањето со COVID, туку воопшто ние треба да разбереме дека политичката култура треба да ја кренеме на друго ниво. Во предлогот на ВМРО-ДПМН се предвидува комисијата која што би се справувала со COVID да се избира во собранието. Не стравувате дека таа може да стане предмет на политички пазарања, кој да биде член, а кој да не биде член? Се сложувам потполно. Денеска ние државата ја сведовме во ситуација да све се контестира. И тоа што се избира во собрание, дали било суди и се што се избира во собрание е поставено знак прашалник дека тој или таа е представник на некоја политичка партија во зависност од тоа кој го изгласал, а кој бил против. Да, токму затоа ако комисија здравствена се бира во собрание од пратеници, не стравувате дека повторно може да дојде до тоа? Јас не мислам дека во собранието треба да се избира комисија. Па така е предлогот на ВМРО. Без разлика, јас не се занимавам со предлозите кои другите партии ги имаат. А вие се приклучивте до нивното барање? Не. Зборуваме за феноменот и пристапот. Ако е доведено во ситуација во државата све да се контестира и во ништо да не се верува, мислам дека тука стои поголемиот проблем. А дали тоа би било денеска комисијата за заразни болести или нешто друго би се избрало во собрание, ако не се верува во тоа што собранието се гледа низ политичка призма, тоа е факт и аргумент дека премногу сме ја сгрешиле работава. Каква е соработката, господине Гаши, со другите опозицијски партии во собранието со ВМРО-ДПМН, со Левица? Немаме некоја конкретна институционална соработка, но фактот што сме поделени во
во собранието како позиција и власт ни наметнува некогаш да се координираме или соработуваме, но не е ништо сериозно или институционално. Може ли се очекува потесна соработка со ВМРО ДПМН? Па не е исклучено, например, имаше една средба организирана од Конрад Аденауер, во која се некои десни партии, како што сме ние Алијанса и ВМРО, но се и други регионални десни партии од Косово и Албанија. Така да не е исклучено во иднина, но сега за сега немаме нешто конкретно, ниту планирано, ниту конкретна соработка. Во однос на онлайн седниците, каква е позицијата на вашата партија? Ние сме против тие онлайн седници, особено што секогаш проблемот е што никогаш не сме честни во нашите намери. Ние сме свесни, сите граѓани се свесни дека мнозинството е кревко и денеска немаат они 62 пратеника за ништо да протуркаат во собрание. Двајца, тројца пратеници не доаѓаат никогаш, некои се болни, некои се заразени и така да они сакаат тоа да го прекријат со друга форма, тоа е онлайн собранието. Да би биле во нормални услови, кога мнозинството би било стабилно, може би во делот на спречување и справување со ковид кризата, нормално би било да се анализира тоа во тој контекст. Но кога го знаете контекстот и заднината, а знаете дека тоа е прикривање на кревкото мнозинство, вие морате да се справите со тоа и да кажете дека тоа не е нормално. Добро, ма што предлагате? Како ќе се одвиваат седниците во случај на многу заболени од COVID-19 во собранието? Па еве, за да ви кажам дека во овој дел севкупна опозицијата се однесува конструктивно. Го изгласавме и ребалансот, они нема 61 пратеник, за тоа нема кворум ниту да се гласа, а и мерките ги гласавме заедно. Значи, ние ја знаеме и ја носиме нашата одговорност. Не би сакале заради кревкото мнозинство ние тука да поентираме. Би сакале собранието да функционира, ама да треба да се слушне и насиот глас. Некако овој пристап на победникот добива све и губитникот губи све. Значи, само затоа што имате 62 пратеника, не сакате да слушнете воопшто што опозицијата мисли, не сакате ниту еден амандман да прифатите, сакате ексклузивност во пристапот на справување со ковид, е погрешен пристап. Тој не носи добро за ниту за државата, ниту со справувањето со ковид кризата. Затоа ако имаме појава да многу пратеници ни се заболат, ќе треба да се координираме и да најдеме начин како би функционирале. Кој би бил тој начин? Не знам, да видиме колку ќе биде бројот во однос на ситуацијава која ќе имаме, ќе треба да седнеме, да се координираме и да се договориме. Во никој случај не би сакале ние да видиме причина собранието да не функционира. Ќе бидеме тука да помогнеме, но не по цена на криминално или коруптивно однесување на државата и придобивање на политички поени на некоја политичка партија на сметка на трагедија на човечки луѓе и пратеници. Господине Гаши, во моментов македонската евроинтеграција е крајно неизвестна поради најавата за можна блокада од Бугарија. Каква е позицијата на алтернатива? До каде може практично, кои би требало да бидат македонските црвени линии во однос на ова прашање? И во однос на ова прашање мислам дека имаме голем проблем во однос на пристапот. Имаше вистински проблем во однос на справувањето и со спорот со Грција. На некој начин македонците или македонските политички представници го приспособија или го идентификуваа целосно проблемот само со таа етничка заедница. И стана веќе проблем ако некој албански политичар или албанска политичка партија реагира, одма се гледаше како албанците не им е битно за идентитетот на македонците, што е лош пристап. Да, ма добро, сега во моментов целиот процес го води албанец Бујар Османи. Во однос на пристапот кон Бугарија, имаме ист таков пристап. Лицето кој го спомнавте, во овој случај само гласноговорник на еден македонски концепт да справување со
со интеграцијските процеси. Пристапот на алтернатива е дека треба да биде унифицирачки, државен пристап, а не етнички, без разлика дали тоа се однесува само на македонците, а кога се однесува до македонците, алтернатива тука никогаш не би сакала да придобие во интеграцијските процеси на сметка на тангирање и нарушување на идентитетот на македонците. Сега главните барања на Бугарија и позиции се што се видоа јавни во меморандумот се дека македонците постојат од 44-та година, исто и како и македонскиот јазик. Само ако би се навратиле назад 3 години, во 1 август 2017 година, ќе ги навратиме во нашето сеќавање изјавите на Борисов и Заев при потпишувањето на договорот за добрососедство, со колку убави зборови се однесува едни према други. Прашањето треба да им се постави на нив. Што ви се случи на вас за овие 3 години? Зошто ги нарушивте односите и се враќате на тие тврди позиции од 90-тите? Некој тука има нешто сгрешено и мислам дека обострано има проблем. Јас не знам точно што се случува, но ако денеска имаме закана под наводници дека Бугарија ќе го попречува интеграцијскиот процес на државата, а пред 3 години она сакаше да биде првиот промотор на нашата држава во интеграцијата на нашата држава во Европската унија, нешто тука се случило. Треба тие актери да ни објаснат што се случило во меѓувреме. Зошто не е почитуван тој договор, каде е погрешено, а оваа цена ја плаќаме сите граѓани. Не е ниту фер, ниту честно, некој на сметка на своите партиски интереси да нарушува вакви процеси кои се однесуваат и на државата и на сите граѓани. На кого сугерирате за партиски интереси нарушува процеси? Па на тие кои ја водат власта. Владата предводена од СРСМ и ДУИ? Да. Некој друг? Да. Господине Гаши, ви благодарам на одвоеното време. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до идната недела.